Почитувани, младите перспективни кадри се заминуваат од Македонија. Тоа што Димитров признава дека 2 години преспал и наместо да се концентрира на тоа како младите да останат во земјава и да го дадат својот придонес, тој си се фокусирал на стипендијата на ќерката. Не им помога многу на кандидатите кои заради партиските фаворити на Заев и Димитров не добиваат шанса во МНР. Никола Димитров, наместо во изминатите 2 години да иницира промена на Законот за административни службеници, доколку смета дека тој има пропусти, тој се заангажира да обезбеди стипендија од 40.000 евра на ќерка му за студирање во Холандија. Иако, колегите политичари на Димитров од регионот ги праќаат своите деца да студираат во странство, но не со државни пари, туку со стипендии добиени од универзитетите, кои ги даваат стипендиите на основ на личен квалитет, Македонија ќе плаќа 40.000 евра за Јана Димитрова да заврши во Холандија. Додека ќерката на Димитров студира со државни пари во странство, млади луѓе кои сами си го платиле своето образование на престижни универзитети низ светот, не можат да се вработат во Македонија, каде Димитров е министер за надворешни работи. Димитров треба да се огледа на примерот со хрватската председателка Колинда Грабар-Китаровиќ, чија ќерка е примена на Харвард и ќе добива стипендија од универзитетот, а не од државата. Почитувани, за цел свет важат едни стандарди, а за Димитров важат други. Квалитетни кадри кои се образувале во странство, магистрирале и докторирале на свој собствен трошок, не се доволно квалификувани за Димитров, а се квалификувани лица кои завршиле само високо образование. Ако ова не е партизација и двојни аршини, тогаш не знаеме што е. Партизацијата мора да запре. Достапноста на работните места мора да биде еднаква за сите, без разлика кој од која партија е. Македонија мора да стане држава за сите, со еднакви можности за секој. Ви благодарам за внимание.